Како иде? Продавали се? Па, помалку, продава се. Добро иде се убаво. Со што се занимаваш? Само ово? Само земјоделие чисто, без пензија, без ништо. И како иде? Откачено од отпишените сум. Ни пензија, ни од тате Како иде? Добро. Само работење треба. Добро, Цена секој пат е малку, колку и да малко за производител. колку имаш? Околу 3 декар, 20 сумар. Да, скоро. Вие сте Да, регистриран земјоделец. Со посетата на градскиот пазар, заменик министерот за земјоделство Ванчо Костадиновски ја започна посетата на Делчево. Тој ги слушна проблемите на земјоделците, но и пофалбите од субвенциите кои се исплаќаат. Она што значи подршка во делот на субвенциите на директните плаќања ќе продолжи понатаму со засилено темпо и она што е ветено и во програмските определби на владата и во мерките кои што се содржани во програмата за рурален развој, во програмата за директни плаќања, доследно ќе се почитуваат до крај. Во рамките на посетата, заменик министерот го посети комбинатот Рудине ЕММ, кој е најголемиот откупувач и преработувач на земјоделски производи и кој соработува со 400 кооперанти од регионот. Овој комбинат е водечки комбинат во земјава и представува успешна приказна како се искористуваат средствата преку ИПАРД програмата. За да направиме увид на она што значи кофинансирање од средствата обезбедени од нашите партнери од Европската Унија, поточно користење на средства од ИПАРД фондот, средства кои што се наменети за подобрување на преработувачкиот капацитет, набавка на линии за обработка на вишната, на сливата. Вкупната инвестиција во модернизација на производството преку ИПАРД за Рудине изнесува над 2 милиони евра. Сега во ИПАРД програмата имаме аплицирано на 4 програма, од кои се 2 конечно реализирани, ставени во функција. Едниот е модернизација на работната сала, модернизација фактички на опремата и модернизација на прихватните комори. Во вториот проект набавивме нов фриждер за длабоко замрзнување, кој за непуни 12 минути производот го замрзнува, кревајчи го на висина од некои 10 сантиметри. Инаку во општина Делчево за последните 5 години се исплатени над 4 милиони евра субвенции за делчевските земјоделци, а за 2015 година 3 милиони денари на над 120 тутунопроизводители од овој крај. Чекај.